Новата детска градинка во населбата Драчевик во Кочани се уште стои празна и не се користи. Иако поминува скоро една година од завршувањето на градежните работи и од опремувањето на внатрешноста, сепак објектот и понатаму е заклучен, а во неговата внатрешност и во околината не се слуша детскиот джагор. Потребите за згрижување на најмалите жители на Кочани е огромна, а родителите практично чекаат ред за да можат да ги испраќаат децата во градинка. Петте клона на детската установа Павлина Велјанова во градот и во населбата Оризари во моментот се преполни, поради што на последната седница на Советот беше донесена и одлука за зголемување на бројот на деца по групи. Тоа е обид делумно да се одговори на барањата на родителите да ги испраќаат децата во оваа установа. На седницата беше упатено и прашањето зошто доцни отворањето на новоизградениот објект на градинката во Кочани, при што од установата дојде одговор дека тоа било од технички причини. Веќе асфалтирањето во почетокот на септември ќе отпочне со асфалтирање општината, мислам, тендерот е завршен, ќе отпочне со асфалтирање на улицата, која ни е потребна за отварање на градинката. Меѓутоа, градинката до сега, од како сум јас ВД директор, не е отворена од технички причини, затоа што има некои работи кои треба да се санираат, не е наша вина, не е вина ниту на општината, тоа е вина на изведувачите и додека тие проблеми не се санираат, ние не можеме да отпочнеме со работа на градинката, а да се надеваме дека до крајот на годината, градинката до средината на декември сите посакуваме, најмногу ние, затоа што имаме навистина многу деца на листа на чекање, дека до средината на декември, па и крајот на годината, дека ќе отвориме градинката и дека ќе отпочне со работа. Новата детска градинка во Драчевик е објект што е изграден според современите светски стандарди за установи за предучилишно згрижување на децата. Таа има термовентилирачка фасада што треба да придонесува за чист воздух и здрава животна средина во околината. Капацитетот на новиот објект е 112 деца до 6 годишна возраст кои треба да бидат поделени во 6 групи, од кои 2 се за најмалите до 2 годишна возраст. Градбата на објектот е квалитетна, градинката е инклузивна и треба да овозможи згрижување и на деца со попреченост. Комплетирањето на објектот чинеше околу 57 милиони денари и беше дел од проектот подобрување на социјалните услуги, што Министерството за труд и социјална политика го реализираше со поддршка од Светска банка. Општина Зрновци почна нов проект за изградба и асфалтирање улици, како и за уредување на јавните површини. За оваа намена од сопствениот буџет ќе инвестира 6 милиони денари. Според техничкиот проект, предвидено е да се уредат сообраќајни површини во должина од над 1 км и 700 метри. Покрај изградбата, реконструкцијата и асфалтирањето улици, планирано е да се доуредат дополнителни 500 метри квадратни за крстосници и за паркинг простор. Во Зрновци ќе се асфалтираат улиците Васил Чакаларов, Генерал Апостолски и 2 крака од Илинденска. Во Мородвис пак почнати се градежни активности за комплетно уредување и асфалтирање на 2 улици, за што се обезбедени 3 милиони и 300 000 денари. Паралелно со тоа, во тек е постапката за избор на изведувач за изградба, проширување и преасфалтирање на 2 улици од 600 метри во селото Видовиште. При тоа ќе се добијат и нови паркинг места. Исто така, и во Мородвис ќе се изгради една нова улица од 100 метри, а инвестицијата за сите сообраќајни решенија изнесува 2 милиони и 700 000 денари, истакнуваат од општина Зрновци. Предвидениот рок за завршување на сите градежни активности е до крајот на ноември годинава. Кочани годинава беше дел од меѓународното моторциклистичко рели што се вози низ целата држава, а се организира по повод 8 септември, денот на независноста. Моторциклистичката федерација, која е организатор на релито, повторно им ја даде довербата на своите кочански колеги да бидат домакини на првата попатна пауза и одмор на претходно зацртаната маршрута. На просторот кај градскиот стадион се собраа неколку стотини моторцикли и исто толку возачи, кои од домакините добија освежување и закрепнување. Организаторите на релито изразија задоволство од дочекот и најавија продолжување на традицијата што трае повеќе од 3 децении. Учесници има 400 мотори, има од Белорусија, девојча,
Има од Словенија, има мислам од Чешка, од Македонија, Бугарија, Србија, константно, од целиот регион на Балканот. Традицијата продолжува што ни оставива по старите возачи и смислителите на релито. Голем благодарност до мотоклубот Желки што по трет пат не угостува во својот град со првата пауза. Значи тука правиме прва пауза од прилика 1 сат, продолжуваме према Виница, Берово, Струмица исто имаме пауза. Од Струмица идеме за Дојран, у Стар Дојран имаме ноќевање, забава и вечера која организира Мотофедерација на Македонија. Во тридневното возење низ градовите во државата се вклучува и мотоклубот Желки од Кочани, кој со своите членови учествува и во организацијата на релито. Мотоклубот Желки од Кочани веќе трета година поред ја организира првата попатна пауза на традиционалното моторели Македонија што се одржува веќе 31 година без прекин. Јас само сакам да додадам дека ние благодарение на нашите спонзори обезбедивме појадок, освежителен пијалок и десерт за сите присутни учесници на оваа спортска манифестација. Одовде продолжуваме по натамошната маршрута, се завршува релито во Скопје во недела и се надевам дека се ќе помине во најдобар ред. Настанот во Кочани се одржа со поддршка од стопански фирми од регионот и од општина Кочани. Покрај поддршката која што ја дава општина Кочани на традиционалниот моторели, кои денеска сме имаме чест и задоволство да ги причекаме во општина Кочани, сите заеднички учествуваме во зајакнување на сообраќајната култура, која што е дел од кампањата на општина Кочани, полициска станица Кочани и средното општинско училиште Гошо Викентиев Кочани. Заедничи, совесно, одговорно во сообраќајот заедно. Честитајќи го празникот 8 септември од мотоклубот Желки, како и од Мотоциклистичката федерација, упатија порака до сите мотоциклисти при возењето да носат заштитен шлем и соодветна облека, како и задолжително да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Мандатот на дел од членовите на советите на местните заедници во општина Кочани е веќе истечен. Неопходно е да се направи избор на нови луѓе, за да можат местните заедници нормално да ги извршуваат своите активности. Според статутот на општина Кочани, местните и урбаните заедници имаат обврска постапката за избор на членови да ја започнат 30 дена пред завршувањето на мандатот. Инаку во општината се оформени 9 урбани заедници во градот, како и 20 местни заедници во поголемите селски населби. Поради истекот на мандатот на дел од членовите на местните заедници, градоначалникот на општината Лјупчо Папазов донесе одлука за распишување избори за нови органи на местната самоуправа. Согласно статутот, изборот на нови членови ќе се реализира на собири на граѓани, што во септември се планира да се организираат во 7 местни заедници. Во Оризари и во Прибачево, изборот на новите членови на местните заедници е закажан за 13 септември во 18 часот и 30 минути во салата на поранешната општина Оризари, како и во 20 часот во училишниот објект во Прибачево. На 14 септември собир на граѓани ќе се одржи во Горни Подлог во објектот на амбулантата од 18 часот и 30 минути, како и во 19 часот и 30 минути во ресторанскиот објект во селото Долни Подлог. Изборот на нови членови за местните заедници Тракање и Бели е планиран на 15 септември и тој ќе се одржи во училишните објекти, во Тракање од 18:30, а во Бели од 20 часот. За 16 септември пак од 18 часот и 30 минути во ресторанскиот објект, односно во просториите на местната заедница, е планирано да се одржи избор на нови членови на местната заедница за село Бели. Автомото Сојузот на Македонија и одделението за внатрешни работи од Кочани ги известуваат граѓаните дека на 3 и 4 септември, односно в сабота и недела, во организација на автоклубот Перформанс од Скопје, на делницата од градската депонија до местноста Пасаджиково на регионалниот пат R1 309 ќе се одржи автомобилски надпревар на ридски патеки во рамки на ФИС ЦЕС Централно-европската зона и домашниот шампионат, на кој ќе настапат поголем број надпреварувачи.
Заради тоа, упатена е јавна информација дека регионалниот пат на делницата од Белска крстосница кон спортско-рекреативниот центар Пониква во временскиот период од 10 до 15 часот ќе биде забранет за сообраќај. Организаторите на автомобилистичкиот натпревар апелираат до сите граѓани кои имаат намера да се движат по наведената делница, истото да го направат пред или по наведениот временски термин. Исто така ги повикуваат граѓаните кои ќе ја следат трката да ги почитуваат наредбите дадени од страна на полициските службеници. Исто така, заради безбедност на гледачите, тие треба да бидат на поголеми растојанија од патеката.